Изолацијата на занечиите и прави големи штети и ги носи кон колапс, зашто блокирани се речиси сите нивни работни активности. На удар се фризерско-берберските салони, салоните за масажа, педикири и маникири, но и толку бараните, електричари, водоводжии, механичари и останатите. И во случај на дефект во ваква ситуација, нив дома ретко кој би ги повикал. Не се викат мајстори, те кажуват дека било многу заразно. Дека било многу заразно. Ви почитуваме. Препараките ги почитуваме, старите од 60 години не треба да издават до 11 сата. Токму ова занечиите ги загрижува максимално, бидејќи секој ден за нив е нова загуба. Да ни помогнат во тој дел, затоа што прометот во секој поглед, во сите сектори, единствено во трговија мислам дека не е, во занечиството, во гостителство, во хотелиерство, без разлика на се е катастрофа. Значи, апсолутно, не работи никој ugostителски објект, не работи никој хотел, не работат сите занајчи од причини што ограничени луѓето и нормално е финансиски секој се чува, не сека да вложува во делот на нивните потреби. Дека состојбата е повеќе од лоша се служуваат и од Сдруженијето на занаечи, кои од државата се надеваат на соодветна помош. Занаечиска комора на Република Северна Македонија односе барање до залата да се ослободат овие занаечи од најранените граници, да бидат ослободени. Март, април, мај, да и се плате овој минималец, за да може да преживеат. Ние знаете, ние занаечите живееме. Само во Штип се регистрирани околу 200 активни занаечи и сега сите ја делат истата судбина, односно дилема. Ки успеат ли да се излечат од стегите на неволјата која им се заканува со пропаст? Како здружение, занаечиите веќе ги иницирале своите барања и очекуваат многу брзо дополнителен спас под големиот владин чадор да има и за нив. Како и за другите, ќе се биде или не, сега е дилема и за нив.